Колега Богоевски, правото да зборувате како представник кој доаѓа од граѓанскиот сектор одамна го изгубивте, бидејќи вие бевте еден од најгласните кој што велеше дека ќе поддржи секоја иницијатива која што доаѓа од страна на граѓаните. Но да ве потсетам, на почетокот кога граѓанската иницијатива за подолго породилно отсуство беше дојдена во рамки на Собранието на Република Македонија, на почетокот вие бевте многу гласен дека ќе дадете целосна поддршка на барањето од жените. Но за жал, предводени од поголемиот дел на пратеници тука во Собранието на Република Македонија, представници на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, заборавивте на вашите ветувања и веднаш потоа се откажавте од оваа иницијатива и од ветувањето кој што го дадовте на граѓаните. Колега Богоевски, повторно ќе ве потсетам, исто како колегата Стефананџија, ветивте дека ќе си дадете оставка. Вашата оставка се уште ја чекаме. Понатаму, го велите законот за амнестија, но тој е еден од најлошите закони кои што оваа влада можеше да го донесе. Резултираше со голем број на кражби, резултираше со голем број на убиства. За жал, тоа се случаи кои што ова Министерство за внатрешни работи, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, нема капацитет да ги реши овие случаи. Понатака, сериозен политичар, колега, не е политичар кој што руши добри предлози и законски решенија. Во последниот период, не знам дали знаете, но сигурно вашата министерка за труд и социјална политика знае, дека граѓаните од постарата генерација, кои што имаа добиено решенија за бански климатски рекреација, на добиени решенија и треба да заминат на 16 април, им се јавувале телефонски и ги замолувале, условно кажани ги замолувале да не се појавуваат пред автобусите, дека тие како категорија на граѓани не се добредојдени во нашите рекреативни центри. Ова е најновата реформа која што ја прави Министерството за труд и социјална политика. Само ме интересира дали на местото на овие граѓани кои што со право заслужиле да ги посетат нашите рекреативни центри, со добиени решенија од Министерството за труд и социјална политика, ќе бидат заменети со лица од шарената револуција. И колега, ако толку се грижите за народот, како што цело време повторувате, тогаш ќе ве замолам да бидете до крај искрени и вечерва во 12 часот да изгласате недоверба на оваа влада. И она што само на крајот ќе го кажам, вице-премиерот Ангјушев кажа дека тие не се сликаат во аеродромите со странските инвестиции. Јас само ќе ја покажам сликата од координаторот на Социјалдемократскиот сојуз, како е сликан со брата Рој на Охридскиот аеродром. Тоа е вака за крај, бидејќи велите дека вие не имате обичај да се